Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам четвртата редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно квартал 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Точка број 2. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2021 година. Точка број 3. Предлог одлука за одобрување средства за лекување. Точка број 4. Предлог одлука за одобрување средства за инвалидска количка. Точка број 5. Предлог одлука за одобрување средства на планинари. Точка број 6. Предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејствата за запишување на дете во прво оделение во општинските основни училишта. Точка број 7. Предлог одлука за одобрување на средства за санирање на штети од пожар на индивидуална семејна куќа. Точка број 8. Предлог одлука за давање на приоритет за користење на грант, средства од вториот проект за подобрување на општинските услуги. Точка број 9. Предлог одлука за утврдување приоритет на проектот изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Точка број 10. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Точка број 11. Изјава дека општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Точка број 12. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2021 година. Точка број 13. Предлог решение за верификување на членови на локалниот младински совет на општина Валандово. Точка број 14. Предлог решение за именување членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, представници на основачот општина Валандово. Точка број 15. Предлог решение за именување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Ме молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записниците од втората и третата редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истите ги ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за се изгласани записниците од втората и третата редовна седница на Советот на општина Валандово. Преминуваме со работа по усвоениот дневен ред. Прва точка, квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно квартал 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Овде имаме представник од секторот финанси и раководителката, госпоѓа Марија Повели, давам збор да даде образложение. Добар ден од мене. Благодарам, Влада. Значи, во образложението го имате и во материјалите што ги добивте за квартален извештај за извршување на буџет на општина Валандово кумулативно од 1.1.2021 до 30.9.2021. Вкупните приходи како што ќе стои се остварени во износ од 204.957.398 денари, односно 70% од планираните приходи за 2021 година, 69,99, а расходите се извршени во износ од 181.826.862 денари, односно 62% од планираните расходи за 2021. Од пренесено салдо од 2021, кој излечува 37.957.208 денари, во извештаен период искористени се средства од
17.653.432 денари, од основен буџет 16.775.110 денари и од самофинансирачки активности 878.322 денари. Извештајниот период знаете дека се прикажани остварени приходи и расходи од основен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки и буџетот на кредити. Приходи од основен буџет се остварени во износ од 80 милиони. Ова сега го повторам затоа што имам забелешка дека не треба да оди во образложението во целост. 275.705 денари. Од буџетот за наменски дотации во износ од 107 милиони 450.611 денари. Од буџетот на самофинансирачка активност 3 милиони 966.089 денари и од буџетот на донации 11 милиони 309.725 денари, 309.725 денари и од буџет на кредити 2 милиони 833.590 денари. Остварувањето на приходи по видови има од даночни приходи и од неданочни приходи. Од даночните приходи се 16 милиони, добро. 681.531 динар, од планираните 23 милиони 771.000 денари. Тие се распоредени, ако одиме со шестоцифрена аналитика, од персонален данок на плати на вработени чија место на живење територија, од даноци на имот, данок на промет на недвижности, данок на наследство и подарок и камата за доцење и од основ на комунални такси на надоместок за уредување на градежно земјиште. Од неданочните приходи во извештајниот период се остварени 4.488.395 денари. Тие се од административни такси, значи неданочните приходи за купнина за имот, приходи на платени од дневен престој на деца во детска градинка, приходи од помошни активности во образование, приходи од продажба на производи и од останати неданочни приходи, наплата на фактури за потрошена електрична енергија, за користење на општински имоти и слично. Од капиталните приходи, остварените приходи преку ставка капитални приходи изнесуваат 9 милиони 728.299 денари, што во процент изнесува 30 милиони за 30,73%. Се однесуваат од приходи од продажба од стои во градежно земјиште и од приходи од легализација на бесправно изградени објекти и приходи од издавање на закуп на земјоделско земјиште на територија на општина Валандово, тоа е приходите од концесии. Трансферите и донациите, по основ на трансфери и донациите, вкупните остварени приходи за извештајниот период се 170 милиони 702.601 денари. Тоа се дотациите од ДДВ, денари по основ на тековни трансфери од други нивоа на власт и наменска дотација од општината за плата на пожарникарите, трансфери од буџетите на фондовите, по основ на приходи од останати блок дотации за самофинансирачките, 11 милиони 309.725 денари се приходи од донации и 16 милиони 775.110 денари е искористено салдо од претходна година. Во домашното задолжување има во буџетот на кредит, кај што се евидентира, е задолжување за реализација на проект за подобрување на општинските услови, наменски подзаем во износ од 3 милиони 400.000 денари, во извештајниот период е реализиран износ од 2 милиони 833.590 денари. Извршувањето на расходи се во вкупен износ, како што е рекол, 124 милиони 652.269 денари, и тоа, тука се заплати на доместоци на вработените, резерви недефинирани расходи и стоки и други услуги. Не знам дали да ги читам, ако имате тоа, дали да ги читам поделно. Оти ова е и кумулативно, веќе дел се спомнати на другите седмици. Субвенциите и трансферите, социјалните бенефиции и во капиталните расходи. По основ на капитални расходи во извештајниот период се реализирани средства во износ од 57 милиони 174.593 денари. Не знам, стојам на располагање ако имате вредени други прашања. Благодарам, Марија. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колешката Јулија повели. Добар ден од мене. Ви благодарам на вашиот исцрпен одговор, односно образложение за
кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Баландово од 1.1.2022 до 30.9.2021. Би се повикало на тоа дека вие доставивте до нас образец. Пишува дека сте доставиле образец К1, К2 и образец К3. Најпрви ќе почнам со образецот К1. Ќе гледам да видам што е можно пократко, тоа што го имам забележено, па ви молам ако нешто поставам прашање да го забележите за потоа да ни дадете одговор. Значи најпрво би сакала да се осврнам кај првата страна, кај приходи на сметката од основен буџет, каде што се гледа една сума од 522.982 денари. Се гледа дека самата е во реализација, меѓутоа нема претходно конто, односно нема опис на приходот. Значи, од што е оваа сума, не можеме ние да знаеме нели што е оваа сума, се гледа дека само е реализирана, а воопшто претходно не е планирана, бидејќи во планираното во буџетот стои нула. Нема ништо дадено опис на... Добро, во ред. Не стои ништо. Потоа, ќе одам на страна 2 кај капиталните расходи, што сега беа прочитани, кои што изнесуваат, колку изнесуваат, точно си имам запишено, 49.818.703 денари и во образложението стои така, при тоа пишува дека 566.258 се закупување на опреми и машини, односно овде стои во самото образложение дека тоа е дадено за поставување на урбана опрема на детски игралишта во град Баландово. Сега, преминуваме на следното. Кога ќе се направи кумулативно, кога ќе се направи собирање на сите останати средства кои што ги има во самото дадено образложение од основниот буџет, односно доаѓаме до сума од 45.526.828 денари, а кај вас во самиот извештај за реализација пишува 49.818.703 денари. Значи, фали објаснување, односно фалат 4.291.875 денари. Значи, не интересира каде се потрошени овие пари, зошто ги нема во самото образложение, а стои во самиот квартален извештај. Дали се овие информации проверени, односно овие се информации кои што се официјални и би требало да се точни и јасно проверени. До денес, барем така мислам, нели. При тоа, во последната ставка што ви е дадена од основниот буџет за реализирање, значи од 1.049.529 денари, кои што се за надзор на изградби и урбанистички планови. Тоа мислам дека не спаѓа во капитална инвестиција, односно спаѓа во договорени услуги. Зошто е пишано во капитални, а не во договорени услуги? И колку би изнесувале тие урбанистички планови, нели, доколку се стави самата услуга таму. Потоа, одиме со образложението кое што го дадовте за преносното салдо од 2021 година. Односно, пишува дека преносното салдо е 37.957.208 денари, односно од овие средства се истрошени 17 милиони, односно од основниот буџет се искористени 16 милиони 775 денари или 110, со тоа што овие се од претходното салдо, не мислите ли дека овие 80.275.705 денари не треба да бидат 80.000, туку треба да бидат 63.559 денари, затоа што се покажува како да имаме суфицит, оствари ние имаме дефицит, истото е прикажано и при самофинансирачките активности. Значи во самиот квартален извештај пишува дека имаме самофинансирачки активности од 3.966 денари, 3.966.89 денари, разходи 3.246.2904 денари. Односно се јавува разлика од
околу 700.000, само да видам каде си имам забележено, 700.975 денари. Сушност, се прикажува дека имаме суфицит, а со самото образложение кое е дадено, представува дека имаме дефицит, односно користени се пари, иако има на ставката, се користени пари од собствената сметка на општината. Значи сакам ви за тоа образложение. И на крај би сакала да додадам следното, дека документите кои што ни се представени и кои што се представени до Министерството за финансии на Република Македонија, односно до сектор за буџет и фондови, согласно член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа, значи се доставува образец К1, образец К2 за достасени неизмирени обврски и образец К3 квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општината. Ние овој образец К3 го немаме од вас добиено, значи го немаме добиено. При тоа, во Законот за финансирање, само една секунда, во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа стои тоа што е нели запишено во член 32, дека градоначалникот доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината квартални извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок од 1 месец од завршување на кварталот со сите овие што се нели и плюс секое задолжување, сите пристигнати обврски, значи од член 18 го цитирам, став 4, сите пристигнати обврски кон добавувачите кои надминуваат 90 календарски дена се сметаат за задолжување. Значи ние при тоа видовме дека тука имаме задолжување во самиот квартален извештај од 1, дека имаме задолжување од 2.833 денари 590 по основ на кредити, меѓутоа самиот тоа не е прикажен ни во образец К2, а за жал К3 го немаме за да го видиме дополнително. Еве образец К2, К1 не е доставен. Еве имейлот ќе го отворим, испринтам не самиот мейл како што е. Не е доставен. Значи ние со тоа не можеме да видиме самата општина кои обврски и при тоа парав од самата општина да знам за да видиме нели пак за да ја запознаеме јавноста, да знаеме кои обврски ги има самата општина, значи колку пријавени обврски има во овој период, колку е вкупната вредност на јавните набавки кои треба да завршат до крајот на оваа година, колку тие се планирани за буџетот во 2021 и дали некои обврски кои што се планирани, а не се надмирени, ќе бидат планирани за во 2022, меѓутоа на овие 4 прашања кои ги поставив во петок преку мојот емайл до вашите служби не беше одговорено. Претходните ми беа одговорени, што ги барат. При тоа што добив за тековната сметка и тоа. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Зборки има Марија, повели Марија. Благодарам, председавач. Вака, значи сега ќе се обидам нели дел по дел од сето тоа. Прво, од крај назад, нели, според законите, значи јас сакам само да нели апелирам до сите советници убаво да ги толкуваат, убаво да ги толкуваат законите за посебно законот на единиците за локална самоуправа и посебно за работењето на општинската администрација. Да го знаат точно нели надлежностите, ингеренциите на општинската администрација и на сите одделения. И да не се носат во заблуда јавноста со како да кажам, концизни, непрецизни прашања, посебно во области во кои што нели ако немате претходно познавање и претходно запознавање со работите, апелирам до поедноставно постоење на прашањата или по-прецизно ако конкретно барате само за вас или конкретно од одредена област. Сега ќе почнам да одговори. Јас извинив оди при образложението од кварталниот извештај кој сепак нели кажав дека може и да не биде во писмена форма, можеше да биде само во устна форма, ама ете ние ја задржав праксата да ви го доставуваме и во писмена форма. Не успев да кажам дека до општинската администрација, конкретно до одделението финансии, стаса 3
Од таму ќе почнем. Значи, советничката, значи, стаса 3 мела во кои првиот мел беше детален аналитички извештај за квартал 3 за достасени ненамирени обврски. Значи, детален аналитички извештај за квартал 3 за достасени ненамирени обврски ви беше пратен и од СПО, кај што имаме кај што ги регулираме во Министерство на финансии, ама соодветниот образец аналитички е образец К2. Значи таму ви е обврската од 2.425.018 денари. Тој е детален аналитички извештај. Конкретно. Потоа, нели, ама и плюс го дополнивме на мейл, ви пративме уште и од СПО, кај што истата обврска имаме обврска да ја пријавуваме во Министерство на финансии. СПО се вика порталот кај што ги закачуваме обврски. Потоа вика да се достави извод од буџетска сметка на општината до 25.11. Се повикувате, предпоставувам, на Закон за информација од јавен карактер. Предпоставувам. Значи, извод ви беше пратен на тој ден кога што е добен мейл. Значи, првиот мейл е одговорен од одделение финансии во целост. Вториот мейл вика би ве замолила за уште неколку податоци кои ви се потребни. Значи, пријавени обврски има општина во Ландов. Све ви беше одговорен прецизен мейл кај што можете јавно да ги видите сите објавени, пошто ова е процес, значи се работи за работење според Закон за работење на буџетските корисници, финансиско сметководство на работење на буџетските корисници, се работи за Закон за единици на локална самоуправа, Закон за финансиска дисциплина, значи сплотно закони кои што го уредуваат финансовото работење на општината. Значи, Закон за јавни набавки и сето тоа ви беше дека баш прецизно објаснето како можете да се повикате и како можете да се проверите и да се спремите за седмицата, конкретно. Значи, пријавените обврски на општина Ландов се прецизни. Имаме структура, се водиме со структура на обврски и структура на побарување. Јас во општината веќе имаме баш сметководство на работење кој што не е било под до сега никогаш. Значи до сега е било некој тип на сметководство на работење адаптирано само за буџетските корисници. Сега се водиме според меѓународни сметководствени стандарди. Исто, знаете дека Законот за јавни набавки е јавен, јавните набавки на општина Ландов се објавуваат и плюс тоа овие податоци ни се како да ви кажам чекор до тоа дека до тоа да стигнеме ние до трето место на транспарентност како општина. Затоа што освен за вас нели се битни прецизни за сите за јавноста. И сега пријавените обврски се покриваат вика колку тие планирани за буџетот за 2021 година. Значи, се планирани, буџетот се планира на почетокот на годината. Обврските настануваат во моментот на доставување на завршни или обврската се пријавува кога склучуваме договор. Според кратко, нели за јавноста да биде запознаена. Обврските се склучуваат во моментот кога се пријавуваат во порталот на e-обврски, пошто во третиот мейл барате официјален документ од системот на e-обврски, се пријавуваат во порталот на e-обврски во моментот кога општината склучува договор со тој што е добил јавната набавка. Ама тој и во рок од 30 дена од тој. Ама обврската не настанува во моментот кога се пријавува во e-обврски, настанува по доставување на завршна, тогаш стапува Законот за финансиска дисциплина. Значи во моментот кога се доставува фактура завршна или прва или времена ситуација во зависност од одредбите, нели регулирани со договорот. Таму е одредена динамиката на плаќање, таму е одредена начинот на плаќање, таму е одредено и сите одредби со кои што се регулира тоа. Затоа не знам кој прашање не ви беа одговорени. Сега ќе се вратам дека и К3 образецот, јас не знам искрено зашто го немате. К3 образецот не ги опфаќа врските. Значи К3 образецот е квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување. И го имате. Значи апсолутно со сите податоци. Значи мејлот на лицемерството го отвори. Може ли да го видиме колку што имате во прилог на квартален извештај? Имате К1, К2 и К3. Само К2. И па тогаш нека отворат, јас ќе го отворам лично, сакам јавното да видам. Да, јас би сакала за тоа што тоа ни е, се повикавте на тоа што имаме и ние официјално за доставување во Министерство за финансии. Ние нашето доставување заврши на 39-ти, тоест на 28.10. Ништо не ни беше вратено од Министерство за финансии. Апсолутно се извршивме законската обврска за доставување.
Значи, К3 образецот е тоа. К2 е образецот за достасени ненамерени обврски, ги имате во прилог. Не знам по материјалите, зашто е принтани материјали, дали ги носите. Воопшто не се спомнуваат образ. Дали завршим? Уште кратко само ваде. Тој представаш. Во врска со 522.982 денари на класа, кај што немаше, кај што сте забележале, тоа е приход настанат за прв пат оваа година и е софтверска грешка, немавме забелешки од Министерството за финансии, затоа што е прв пат приход, тоа се казни за непочитување на договорите за индустријската зона. Значи, за тоа е настанат прв пат приходот, имаше 17.000 во втор квартал, не го регулиравме тогаш со програмерот, кој што ни кажа дека најверојатно на крајот на година. Од Министерството за финансии го толерира овој. Ова не е грешка, туку е технички аспект. Значи тоа не влие на вкупните приходи и вкупните расходи. Во образложението за ова што ми кажавте за 4.291.000, предпоставувам од исто така од технички аспект некој износ е пропуштен да се допише. Ке го поверам, ке го допишеме во тоа образложение што го пишуваме врз основа на кварталот. Вие се водите според кај е еден образец што го добивте. И едно друго што беше, дали спаѓаат во капитални расходи надзорот на урбанистичките планови, апсолутно, вие ги планирате претходно, кај ги ставате, во кои програми и во как, нели? Мислам, ние ги планираме, нели, во терминието, тоа е процес на буџетско работење. Значи, дали спаѓаат во капитални расходи, затоа што се однесуваат за урбанистички планови, за капитални проекти. Тоа е дел од тоа. Благодарам. Благодарам, Марија. За контрареплика, поведи колешки. Ви благодарам на одговорот, меѓутоа би сакала да кажам дека точно дека треба сите да ги знаеме, да ја познаваме самата проблематика на водењето на економија. Сите дома имаме домаќинство и сите водиме и познати ни се сите работи, меѓутоа имаме доволно време од една недела да ги разгледаме сите цифри и да научиме малку повеќе за сето ова. Би кажала само првен зоба. Кога се бара, мислам, официјален документ кој што го бараме до вас, мислам дека треба да биде доставен лично до нас, без разлика што самите документи се, велите дека се обемни и се во голем број, меѓутоа има доволно време и мислам дека самите треба да бидат доставени. И овде остана уште едно нешто што не ми одговоривте, а ве прашав за кај страната кај капитални расходи стои дека се 49.818.703 денари и во образложението стои така, односно рековме дека имаме недостаток на образложение за 4.291.875 денари. Рековме каде се потрошени овие пари, зошто ги нема во образложението. Одговорив. Може ли само сега? Да, само кратко за последното. Значи, на последното, председавачите. Значи, одговорив на советничката, само што дека во образложението не е доставено. Вие се водите кон тоа. Во ред, нели, ќе провериме, ќе видиме дали кој од тоа, немам спецификацијата на расходи по аналитика. Значи, на капиталните расходи по аналитика, можам во било, нели, само да се вратам и можам во било каде да ви кажам, нели, во кој. Не само е синтетика, по синтетика е ова. И затоа во образложението нешто не е допишено од тоа што е реално потрошено, нели, што е евидентирано во кварталниот извештај. Инаку веродостојни се податоците во кварталниот извештај. Така да, само би можело да го допишеме и нема да биде проблем. После, ако имате прашање, ќе одговарам. Благодарам, Марија. Значи, не, го искористите правото. Значи, само јас сакам да се надоврзам на вашата дискусија.
во материјалите кои што ги имаме на Google Drive, во делот кај што е предмет доставување на квартален извештај, на последната страна го има К3 образецот, тој кој што тврдевте дека не сме го добиле, така да може да проверите, го имаме сите советници, пошто линкот е за сите ист, не може да биде поразличен. Сега, не е лошо некоја работа да е нова и да не ја знаеме, и вие како советници нели немате доволно можеби искуство со буџетското работење, но затоа овде е општинската администрација да се јави, да ви помогне и да ви ги достави сите работи кои ги барате, но лошо е кога ќе се фатите во замката која што ја спремате, каде што сакате да докажете дека општина Валандово е должна, дека има многу долгови и дека нема средства на сметката, и сега кога ќе видите дека не е така, значи не знаеки како да испаднете од таа замка, сега одите со некои цифри, па суми, па за 5 денари не се служувало, значи нешто нелогично. И затоа општината ви одговорила многу добро дека сите информации се јавно достапни, не случајно сме први по транспарентност во Македонија, и затоа да не ги оптеретуваме со сите информации кои што ги имаме на веб страната, да треба општинската администрација да ви ги доставува дополнително на мејл. Истите можете да се ги најдете и да се ги симнете од самата страна на општината, секако дека може да се направи некоја техничка грешка, но овде се сите за да ни помогнат и за да ги воочиме сите работи, да ги презентираме најдобро пред граѓаните, за да им биде јасно општината како работи и во која ситуација е моментално, но моментално општината е ликвидна, нема долгови, има доволно средства да ги исполнува своите тековни обврски, и ако видиме колку капитални инвестиции реализирала во последните 4 години, како ќе продолжи да работи, тогаш може само да ја поздравите таа работа и да стигнете капа. Благодарам. За контрареплика, повеќе. Ви благодарам на самото конструктивно мислење што го искажавте, меѓутоа нема да се согласам дека ние не знаеме да работиме и како работиме. Самиот мејл кој што беше доставен од општината, кој што се наоѓа на Google Drive, значи може самиот да се изврши измена за тоа што се наоѓа во Google Drive, и претходно беше доставен без К3. Сега е со К3, затоа што и на самата седница на комисијата ви укажав на проблеми каде што ги имате, а јас ги испринтав во понеделник кога ми стигна, јас тогаш си ги испринтав самите материјали, ги имавте грешка во самата одлука што е например за финансиска помош за покривање на лекување. Значи, не е во ред да се бламираме тука и да кажеме дека некој не знае со нешто да работи. Не, ние многу добро знаеме и работиме и со Google Drive, и работиме и на мејл и на се. А сега што е стигнал за кварталниот период, сега стигна за 3. Ќе видиме и кога се измените. Баш ќе видам дали можам да видам кога се направени измените и кога е додаден кварталниот период 3, затоа што јас кога го испринтав, еве го, значи во понеделник, значи го нема кварталниот период 3. Во ред, сега гледам дека е ставено самото задолжување по кредити, а меѓутоа на јавноста и кажуваме дека фалат 4 милиони денари, а бараме објаснуваме, не викаме дека они тие ги скриеле. Значи бараме објаснување да знаеме каде се тие пари. Не се председавач 5 денари, се 4 милиони денари. Ви благодарам. Благодарам. Агроначалник за реплика? За збор? Повели. Благодарам, председавач. Добар ден за сите присутни советници и за граѓаните на општина Валандово. Мене ми е многу драго што уште на старт има плодна дискусија по однос на буџетот на општина Валандово и извршувањето на истиот за овој кумулативен период. Сакам да дадам некои своји размислувања по однос на дописите кои што изминатиот период во општина Валандово, односно во службите на општина Валандово, ги испраќаше советничката Клишевска, а исто така и за низината дискусија денес. Навистина, ќе поздравам секакво можно прашање,
бидејќи навистина ние не управуваме во моментот со нашите домаќинства и не треба да има на пазар да се купиме пиперки, туку во моментот станува збор за буџетот на општина Баландово и за средства кои што припаѓаат на сите граѓани на општина Баландово, така да ние имаме расчистено пред се јас како градоначалник и општинската администрација дека се што работи општина Баландово треба да биде јавно достапно и транспарентно. Јас не бев во текст со вашите дописи, но побарав да се информирам на крај, кога и покрај тоа што уредно ви се одговараше на два мејла кои што вие ги испративте во општината, последната реченица ја завршувате со без разлика што документите се јавни, вие сте должни да ни ги доставите. Почитувана советнички, сите тие документи сте можели вие сами да си ги преземете, а во вториот мејл вие се испратени и контакти и лични броеви на секретарот на општината и на одговорното лице за финанси и вие кажано дека во секој момент вие можете да дојдете лично во општина Баландово за да бидете во текст со се. Навистина, ниту јас, ниту било кој од општинската администрација планира некој податок да го скрие. И затоа, доколку вие на нешто реагирате, убаво е тука нели да се објасниме, не знам навистина која ви е целата и што сакате да покажете, дали сакате да покажете тоа што го зборувавте во кампањата, но да ги третуваме сега граѓаните дека општината има проблем со буџетот. Ви испративме исто така и извод од сметка за да видите дека тоа не е така. Реализацијата на буџетот навистина функционира врз основа и е жива материја и се менува од ден во ден врз основа на приходите и расходите кои што ги прави општината. Во суштина буџетот на општината или било кој друг буџет во работењето со јавните финанси значи дека се работи за план на приходите и на расходите. Тоа што е планирано не мора да биде реализирано во истите бројки. Така да навистина јас го ценам вашиот ангажман и вашата заложба вие да дискутирате по однос на буџетот, но сите тие работи за кои што во моментот дискутирате, навистина не ја разбирам поентата, бидејќи се работи за бројки, општината ниту е задолжена, ниту има неподмирени обврски, освен таа која што беше за проектот за улицата поврзување на Горна Мала со регионален пат, за кој што добивте нели исто така одговори, која што до крајот на годината според нашите планови како општинска администрација ќе биде комплетно измерена. Така да навистина би сакал и селбеш ќе стоиме на располагање конструктивно во интерес на граѓаните и се што е во интерес на граѓаните ние би стоиме целосно подготвени дури заедно со ве молам дури заедно со вас да работиме во интерес на граѓаните, но навистина не разбирам на ваков начин да комуницираме за бројки кои што многу лесно се докажуваат и кои што се јавно достапни. Општината за да го почитува законот мора нонстоп да комуницира со Министерството за финанси, едноставно буџетското работење, трезорско работење и тие се работи кои што не мора со таков тоналитет да се ги комуницираме помеѓу нас. Тоа исто се јас како градоначалник секој ден да ви пишувам на вас писмо, ајде кажете ми кој детенце со кој детенце седи кој кога дојде, бидејќи ако сакам можам нели тоа да го контролирам. Затоа сакам пристапот да биде пред се коректен и да работиме исклучиво во интерес на граѓаните. Секој отворено прашање, мислам дека било кој од општинската администрација, сите документи, планот за јавни набавки го носи градоначалникот и воопшто не мора да биде ни објавен на нашата веб страница, ние го објавуваме за да се подобриме во однос на транспарентноста. На бюрото за јавни набавки стојат сите планови за јавни набавки. Во текот на денешниот ден ние може да направиме измена во планот за јавни набавки и тоа не е против законски. И тоа е материја, како што ви реков, кој што се менува од ден во ден и немаме потреба вака да комуницираме со толку нели тоналитет, како да сме противници едни на други. Ние сме тука за да работиме исклучиво во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор?
За збор, Лазар? Поведи, колега Лазар. Добар ден на сите. Имам едно прашање во врска со ставката 718, такса за користење или дозволи за вршење на дејност. Има планирано 1.291.000, како очекуван приход, да нема никаква реализација. Барам образложение, кои приходи се планирани во ставка 718. Благодарам. Благодарам, колега. Марија, ќе дадете одговор, повеќе. Само да ја најдем, мислам дека кажа нещо. Значи до 718 е ставка планирана, 718 значи за јавна чистота, ама по тоа што општина Владово има јавно предпријатие, врз основа на истото, значи сите надлежности спаѓаат во јавно предпријатие, затоа обично планираме за други. Има уште 6 нели. Надоме за управување со отпад на општината, односно градот Скопје, значи таму се тие приходи. Потоа надоме за одржување на јавна чистота, ова ви го кажам, тоа ние имаме јавно предпријатие. Значи, исто и така има надомет за добивање на лиценца за гостителска дејност за наокен бар, кабаре и слично. Тие три конта спаѓаат нели во 718. Има планирано секоја година се планираат вакви приходи, оди не знаеме дали ние од јавна чистота немаме конкретно затоа што си имаме јавно предпријатие кој што надлежностите си ги има тоа за собирање на ваков вид на приходи и општината како општина основниот буџет независен од истот, нели, а ги планираме тие приходи во случај некој да не отвори на дејност, да нема некоја дејност од тип на ноќен бар, кабаре или слично. Затоа. Благодарам, Марија. Добре. Има друг избор. Колегата Тоше, поведи. Во образложението не можеме да видиме известување во врска со одлука донесена на Совет на 5.8. за финансиска поддршка за финансирање на изградба на црквата Рождество на Пресвета Богородица. Таму има предвидено средства во висина од 1.500.000 денари, кои што треба да бидат исплатени, а истите немаме образложение за нив, дали се реализирани, дали стојат како долг или се исплатени. Благодарам. Благодарам, колега. Одговор ќе добиете од градоначалникот. Поведи, градоначалник. Благодарам, председавач. Почитуван советник. Јас не знам на вас кој го координира, но некои работи е многу подобро на своја глава да одлучувате дали ќе ги дискутирате во Советот на општина Ландово, дали не. Како прво изградбата и тие средства не стануваат дел од договор. На кој начин општината има склучено договор во изградбата на самиот храм. И треба да знаете дека тоа не е долг кој што го има општината, туку Советот и граѓаните на општина Валандово, вклучувајќи ги сите граѓани, одлучиле преку Советот на општина Валандово да помагаат во изградбата на црквата, односно храмот во општина Валандово. Тогаш на тој датум е донесена одлуката, а кога ќе бидат исплатени средствата, повторно ние, како локална самоуправа и администрација и јас лично, бидејќи, буџетот кој што ви го пративме на вас тој ден изводот, видов дека имаме 3 милиони на сметка, но ја да ви информирам, околу 5 милиони денари ние очекуваме поврат на средства кои што ги заложивме претходно како наши средства за реконструкцијата на централната детска градинка во Валандово, која што беше финансирана преку ИПА проект и преку гранична соработка со Република Грција. Така да ние, посебно јас како носител на буџетот и оделението за финанси, ги планира своите менаџирање на буџетот и менаџирањето со приходниот и со расходниот дел континуирано во однос на тоа што буџетот на општина Валандово и тоа што е приоритет на граѓаните на општина Валандово. Темата изградба на црква во општина Валандово и на кој начин е започната, бидејќи сигурно не сакате да дискутираме за таа тема,
би било коректно самите да не си ја отварате таа тема. А и Советот, и јас го продолжуваме и ќе ја продолжиме и наредниот период за брзано и внатрешното уредување на храмот во Валандово ќе продолжи. Но навистина ве молам, не само тоа што ќе ви кажа да го поставите како прашање, размислувајте си навистина со своја глава. Благодарам. Благодарам, градоначалник. За контрареплика повели? Јас не знам зашто има сомнеш дека некој апелираат или некој да не тера да ги поставуваме овие прашања. Тие прашања се од јавен интерес. Значи, јас прашувам за нешто што е одлука на Совет. И тие средства се со обврска во буџетот на општина Валандово. Че дали се реализирани или не се реализирани средствата? Само тоа прашувам. Кој ја започнал изградбата на црквата, тоа сега не го дискутирам. Таа е одлука на Совет, валидна одлука, што треба да се реализира. Благодарам. Благодарам, колега. Дали има друг за збор? Колегата Аспарух повели. Барам објаснување дали улица Крушевска и Јосиф Јосифовски се исплатени во целост. Второ, зашто улиците Обрајковци и Дедели не се внесени во обврски, односно ви се достасани, а не се исплатени. И трето, може ли да се добие информација за исплатени средства за реконструкција на улица Вардарска во Лудово? Што подразбирате под реконструкција на улица Вардарска? Благодарам, колега. Реплика имате од градоначалникот. Повели, градоначалник. Благодарам, председавач. Прво ќе одговорам на прашањето на советникот Москов, а потоа ќе се надоврзам, бидејќи немав право да му одговорам тогаш на советникот. Вака, јас мислам дека секој еден од вас ги доби документите и кварталниот извештај кумулативен до тој период. И вие немате потреба, вклучувајќи и тебе советниче со кој што претходно дискутиравме, да прашувате дали тоа е платено или не е платено. Вие ќе си го отворите кварталниот извештај и ќе видите дали е платено и дали не е платено. Друго сега, во однос на прашањето на почитуваниот Москов. Вака, во моментот, за да преминеме ние во фаза на плаќање, најпрво треба да бидат затворени градежните книги и до општината да биде подпишана, вклучувајќи и од надзорот, и од инвеститори, и од сите инволвирани страни, одредена градежна активност која што ја има општината. Во моментот кога општината ќе располага со тие документи, ќе почне да ги планира во извршувањето на буџетот. Пак уште еднаш ќе кажам до цела јавност. Не ме интересираат веќе манипулациите и политиканството од страна на советничката група на ВМРО ДПМН. Општина Валандово во моментот има навистина стабилен буџет и сите обиди за конструкции, за тоа во каква состојба се наоѓа буџетот на општина Валандово, ги оквалификувам како лажни и како манипулативни и навистина голем дел од советниците изгледаат смешно кога ги поставуваат тие прашања. Што можеле, како можеле, ние ако сакаме да дискутираме што претходно некои други можеле да направат, можеме да дискутираме со денови. Буџетот на општина Валандово и било кој друг буџет е јавно достапен документ и се може да се прочита од истиот. И навистина не разбирам зашто има потреба да ни се поставуваат такви прашања, колку и да сакате пред јавноста да поставите во моментот технички прашања. Навистина јас дури сакам да ве заштитам да не ги поставувате од проста причина што во документите кои што ви се доставени во моментот во општина Валандово можете да видите се. Не заборавајте уште еднаш, буџетот е најбитниот документ на општината. Се што се буџетира во текот на годината мора да биде поминато и на Советот и во Министерството за финансии, бидејќи се работи за трезорско функционирање. Но инсинуации од смисла
дали било платено, дали не било платено. Па гледате од документите, ако си ги прочитавте, пошто сакате да се повикате и на вашата финансиска и буџетска писменост, ќе видите дека не е подмирено поради тоа што се уште општината нема ситуација примерно по однос на тоа. И затоа, и за да ве заштитам вас, најдругарски ви кажувам, да внимавате какви прашања поставувате, бидејќи сакате да се представите како експерти по буџет, а поставувате прашања кои што се многу смешни. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика од колегата Москов, поведи. Прво прашањето за реконструкцијата на улица Вардарска. Јас мислам дека Вардарска е направена 2020 година. Не знам каква реконструкција би се правила на таа улица. И не знам зашто е смешно поставуваните прашања за што е реконструирано на таа улица и за таа сума на пари. Колега, толку? Толку. Благодарам, ќе се обидам и јас да ви реплицирам. Значи, навистина апелирам да не бидеме смешни, да бидеме конструктивни, пошто не знам, наредно можеби ќе прашаме и овие водичките дали се платени, па да не должи за вода општината. Значи, треба да знаете, се што е реализирано и платено влегува во буџетот и се води како капитална инвестиција. Доколку не, тие нема да влезат ниту во кварталниот извештај, ниту на крај во буџетот и во завршната сметка. Така да со овие прашања само покажуваме колку сме, не знам, неписмени во врска со буџетирањето и буџетското работење. И навистина не знам која е причината за ваков настап од ваша страна. Благодарам. Контрареплика, поведи. Ја убаво прашав. Значи, не е добро поставена завршната сметка. Нема реконструкција на улица Вардарска, значи. Не постои такво нешто. Зашто се исплатени тие пари? Не е смешно да поставиме прашање зашто се исплатени тие пари кога не постои реконструкција на Вардарска. Вардарска е направена 2020 година. Ако направиме реконструкција од 2021, зашто сме ја правили? Значи, неквалитетно изработено. Треба некој да одговара за тоа. И уште еднаш барам да не врегете дека не познаваме некои работи. Тоа да си го зачувате за вас. Благодарам, колега. Еве одговор ќе добиете од раководителот на финанси, поведи Марија. Ќе се опитам да објаснам нели за настанувањето на обврските, пошто и во мейловите нели имаше дека одредени обврски настануваат при крајот на годината и се планираат во другата година, што е нормално. Сега улица Вардарска може да добиеме завршна, не е почната да се гради во 2020, а да добиеме завршна ситуација која што потенцирам ја предвидуваат урбанизмот, ја предвидуваат, значи сепак некој ги контролира изведувањето. И тоа не само тука, значи тоа е цела етапа и си е процедура според која што и Министерството на транспорт и врски, значи во зависност од тоа за каков тип на проект се работи. А за плаќањето, значи постои момент на настанување на обврска, може да биде во крајот на годината, а да биде платена во 2022 година и да биде од тој буџет во 2022 година, таму да се планира. Тоа е нормална процедура во буџетското работење. Благодарам. Благодарам, Марија. Колега Москов, ја искористите правото за збор и за реплика. На Марија не сум искористил. Имате контрареплика? Да. Поведи, извини, поведи. Овде стои реконструкција на дел од улица Вардарска. Значи не постои таква формулација. Постои формулација изградба на улица. Значи изградба на улица Вардарска. А реконструкција е некој друг појм, што ви сигурно не го разбирате. Толку. Благодарам, колега. Дали има некој друг за збор? Колешки, вие го искористите правото. Бидејќи никој друг не се јави за збор, првата точка, дневниот ред, ја ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани.
е изгласан кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандов за извештајниот период кумулативно за квартал од 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Валандов за 2021 година. Повторно ќе дадам збор на госпоѓа Марија да даде образложение, повели. Благодарам, председавач. Ова се работи за нормална оперативна процедура, кога на барање на самофинансирачките институции во конкретниот случај на двете основни училишта, има барање за пренамена на средства од една ставка на друга. Во прилог на материјалите виси барањето од конкретните институции, така да се работи само за редовна процедура на пренамена на средства. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колешката Тушевска, повели. Вака, најпрво би сакала до вас, председавач, да кажам, че ако некој поставува прашања за било која тема, не значи дека не е доволно запознато, туку сака дополнителни информации да добие за самите теми. Мислам дека не е убаво за нас како колеги да се однесуваме така и да се лепиме некои етикети, дека некој не разбира или разбира нешто. При тоа, тука би сакала да прашам пренаменетите средства од ставката 424210, која што е за одржување на згради, пишува дека ќе се пренаменат. Што ќе се реконструира со тие средства? Пишува дека се за реконструкција, што ќе се реконструира со тие средства? Чисто да знае јавноста што ќе биде, нели, се гледа дека ќе се скратено за одржување на згради, меѓутоа што ќе се прави со тие средства? Благодарам, колешке. Една реплика имате од колешката Мила. Повели, Мила. Благодарам, председавач. Од одржувањето на згради 300.000 денари се пренаменете за реконструкција во основното училиште Страшо Пиринџо Родосиво. Тоа е за реконструкција на кров во подрачното училиште Молдово, исто така и за модернизување во самото училиште и во подрачното училиште во Јосипово. Тоа е преку тендер. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали има друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог одлуката за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Валандов за 2021 година. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување на средства за лекување. Комисијата за финансирање и локален економски развој одржана пред Советот донесе одлука да се одобрат 120.000 денари како финансиска поддршка за лекување, за покривање на трошоци за лекување во странство. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека со 15 гласови за, едногласно е изгласана предлог одлуката за одобрување на средства за лекување. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за инвалидска количка до Советот на општина Валандов и до општина Валандов е поднесено барање од страна на родител на кој му се потребни средства за набавка на ова инвалидска количка за неговото дете. Советот одобрува 60.000 денари како финансиска помош за покривање на трошоците за набавка на инвалидска количка за церебрална парализа. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека со 15 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за инвалидска количка. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства на планинари, исто така
до Советот на општина Валандова е поднесено барање за одобрување средства за организирање на традиционалниот марш по падините на Плавош по повод празникот на општина Валандова. Советот на општина Валандова предлага да се одобра 10.000 денари како финансиска подршка. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог одлуката за одобрување на средства на планинари. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво оделение во општинските основни училишта. Со ова одлука се утврдува доделување на 4.000 денари на секое семејство кој запишеле дете во прво оделение во општинските основни училишта. Само да го прочитам и член 2, со исплата на еднократната помош членот ќе отпочне со запишување на децата во прво оделение во учебната 2021-2022 година. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колегата Тоше повели. Значи, по оваа одлука за доделување субвенција за запишување во прво оделение. Значи, јас немам информација дали во општината воопшто имаме незапишани деца во прво оделение. Значи, што сакаме да стимулираме со тоа? Дали да доаѓаат луѓе од соседни општини да се запишуваат во прво оделение во општина Валандова? Ако е од финансиски гледан аспект, ако сакаме да општината да помогне на семејствата кои што имаат ученици, може тоа да се направи до 5 оделение. Нека бидат и повисоки средствата, не мора да биде 4.000 денари. Толку. Благодарам, колега. Реплика имате од градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам, председавач. Наистина многу интересни тези има советникот Тоше. Неговите ни се најбрилјантни за сега во стартот на новиот состав на Советот на општина Валандова. Почитуван советник, ова е одлука со која што сакаме да им помогнеме на домаќинствата во општина Валандова, посебно за правачињето, така е секаде, не само кај нас, туку и во други општини во Македонија, исто така и низ Европа, мала стимулација и олеснување на домашниот семеен буџет при запишувањето на првачо, посебно кога стартуваат, поради тоа што имавме избори, затоа од второто полугодие ќе започне за оваа генерација, потоа ќе си тече одлуката, исто како што имаме одлука за Новоленчеви, ако сакате на 5-то, на 10-то, не знам на кое оделение, која ќе имате можност правете го тоа, но навистина, ако сакате сега гласајте и против оваа одлука за помош на домаќинствата, нашиот начин на функционирање е дека парите треба да ги, кои што се пари на граѓаните, да ги враќаме назад кон граѓаните, на секој можен начин да го улеснуваме и да го помагаме начинот на функционирање, било финансиски, било од аспект на инфраструктура во општината и затоа ми се многу интересни констатациите. Мислам дека има посебни закони за образование и воопшто не планираме да привлекуваме првачиња од други општини, например од Крива Паланка до тука во Валандова, но навистина на нашите првачиња сакаме да им помогнеме и на нашите семејства. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика повели колега Тоше. Значи, не спорва е тоа дека сакате финансиски да ги помогнете семејствата кои што запишуваат деца во прво оделение, но друго ми фрла сомнеш, како да е целата мерка популистичка. Зошто да не се помогнат другите кои што имаат, да кажеме, и второ и трето оделение, тие луѓе немаат ли финансиска потреба од помагање? Немаат учебници доставени на некои од оделенијата се, јас не ги знам точно. Ја би те реплицирал, но председавачот не мора да ви даде сега. Не, имате право на збор.
Колега заврши? Благодарам. Имате право, ако сакате на збор. Ќе земете повели градоначалник. Благодарам, председавач. Бидејќи за прв пат семејствата, сега не зборуваме за ова, се уведува прв пат од оваа година во општина Валандово, ви реков функционира во некои други општини во Македонија, а исто така и пошироко во соседните земји. Се смета дека тој издаток за прв пат доаѓа кај семејствата и затоа секаде праксата е да биде кај првачињата. Значи за прваче тогаш да биде стимулацијата. Јас се надевам дека од година во година ќе успеваме да издвојуваме се повеќе средства и да даваме поголема помош. Наредниот период спремаме и некои други одлуки за финансиска поддршка и за деца кои што има потреба од тоа, самохрани, родители кои што се и како ги подготвува општинската администрација сите тие одлуки ќе бидат доставени до Советот на општина Валандово, се направени со една единствена цел, а тоа е да го помагаме и да го улеснуваме животот на граѓаните, бидејќи за тоа сме избрани. Јас можам, пак ќе ви кажам, да се занимавам како вас со политиканство, бидејќи рековте дека ви личи на популизам, и да прашам како сега тоа, а претходно немаше, а како сега има толку средства во буџетот и за капитални инвестиции, и за средства да даваме директно како поддршка за граѓаните. Зошто претходно, каде беа парите претходно и слично? Но не сакам да го правам тоа, бидејќи ние тука треба да бидеме конструктивни и да работиме исклучиво во интерес на граѓаните. И ве повикувам, без разлика каков е вашиот став, да ја поддржите оваа одлука како советничка група на ВМРО ДПМН, бидејќи навистина е позитивна и плодотворна за сите. Аз се надевам дека од наредните години ќе успеваме да обезбедуваме повеќе средства во буџетот и поголеми финансиски вакви стимуланси да имаме до нашите граѓани, без разлика од каков вид, дали се тоа првачиња, дали се новороденчиња, дали се социјални случаи, sejedno. Нашата цел е да си го помагаме животот едни на други, а не да си го уништуваме животот едни на други. Благодарам. Благодарам, градоначалник. За реплика или за збор? Повели колешке. Благодарам. Да се помогне на родителите со еднократна парична помош за децата за пишење во прво одделение, сме за тоа. Меѓутоа, мој личен став е, да не ме сватите погрешно, не ли ова дискриминација? Зошто само прво одделение, зошто не и другите ученици? Знаеме дека реални трошкови имаме сите ние родителите на нашите ученици, не само на прво одделениците. Како и на која основа е донесена ова одлука, предлог одлука, да се помогне баш на прво одделение, а не и на другите. Мој предлог е, ако се сложите, нека бидат опфатени од прво до петто, да гледаме да опфатиме поголема група на родители, а наредната година да биде од 6 до 9. Сите да ја почувствуваат таа помош или поддршка од општината, бидејќи сите родители се дел од неа. Благодарам, колешке. Реплика од градоначалникот, повели градоначалник. Добро, сега може да не добиле да си поставуваме прашање зошто јас одговорив во двете мои јавувања тука и како реплика и за збор, зошто се прави тоа од првачињето, така ќе бидат сите опфатени, секој кој што има првачен, значи ќе бидат опфатени. Реков исто така да може да имаме средства и тие од годините кои што доаѓаат да ги зголемуваме и да ги правиме кон најразлични категории на граѓани. Пак ќе ви кажам, не се занимавајте со популизам и не се занимавајте со политиканство. За поздравување е што за прв пат општината го воведува ова и што ќе им помага. А ќе се потрудиме, ви ветувам, да Јулија, да им помагаме на учениците, бидејќи вие сте директно инволвирани во образовниот процес и сигурно до вас доаѓале муабети како првачиња не можат достојно одредени семејства да си ги испратат децата на училиште првиот ден. Јас ви реков, тоа треба да биде на почетокот на школската година пред да почне веќе исплатено.
и исплатили тие средства до граѓаните. Оваа година не можевме поради тоа што беа избори и да не правиме дискриминација, туку секој ученик да може достоинствено да започне на почетокот и дека не се можеби доволни средствата не се, но за разлика од другите општини кои што ги имаат воведено во државата, имаат пак највисока помош по однос на првачење. Например, знам кога ја подготвувавме одлуката, општина Аеродром ја има воведено истата одлука и таму помошта е 3000 денари. Така да ќе се бориме и пред се и вие треба да се борите за таа помош да се зголемува. Најзгодно и секогаш таа помош започнува од првачењето и да ги опфаќаме сите граѓани, бидејќи оваа одлука ќе значи дека секоја година ќе важи за секое прваче кое што се запишува. Доколку таа одлука некој нареден совет смета дека треба да се прекине, треба да се гласа и да се прекине. Исто како што беше стимулацијата и за новороденче и истата таа стимулација, не заборавајте, претходниот состав на Советот на општина Валандово исто така ја зголеми, на почетокот не беше со истите средства, ја зголемивме. Го зголемивме на давањето на социјална помош, општината, односно Советот донесе и посебен правилник за социјална помош и за еднократна помош на граѓаните. Јас навистина не знам зашто на точки кои што се за поздравување, кои што ги опфаќаат речиси сите граѓани во општината, вие едноставно сакате да правите небулозни конструкции. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво оделение во општинските основни училишта. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување на средства за санирање на штети од пожар на индивидуална семејна куќа. Со оваа одлука од буџетот на општина Валандово се одобруваат средства во износ од 60.000 денари како финансиска помош за санирање на штетите настанати од пожарот. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против? Нема. Воздржани нема. Извини? Воздржана? Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, 1 воздржан, е изгласана предлог одлуката за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна куќа. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на приоритет за користење на грант, средства од вториот проект за подобрување на општинските услуги. Овде ќе дадам збор на Глигоре Джилведжиев да образложи за каков проект и за што станува збор. Повеле Глигорија. Благодарам. Почитувани советници, почитувани граѓани, општина Валандово имаше шанса да користи од заеднички средства во висина на грант од вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП-2. Како што сте веќе информирани, општината со тие средства набави механизација за подобрување на комуналните услуги во општината. Како резултат на добро реализираниот проект и како резултат на тоа што општина Валандово изготви урбана ревизија, стратешки документ кој што минатиот совет го изгласа, општина Валандово може да користи 27% од висината на потрошените пари, т.е. може да користи грант во висина од 760.069 денари. Општина Валандово овие средства ќе ги искористи за набавка на садови за собирање на отпад, каде што ќе бидат распределени по трите најслабо стоечки населени места во однос на
комуналната инфраструктура, изградени во општината, а кои што се дел од урбаната ревизија на општината. Ова е накратко. Доколку имат советниците некои прашања, стојам на располагање. Ви благодарам. Благодарам, Григорија. Отварам расправа по 8-та точка. Дали некој бара збор? Јас би сакал само да напоменам дека ова е проект кој што неколку години веќе е во постапка, така, и каде што и претходните советници носеа одлуки за негова реализација, би сакал да им се заблагодарам и на нив што тогаш го поддржаа. Благодарение на овој проект реализиравме набавка на нова механизација во комуналното предпријатие и како знак на добрата реализација и имплементирање на овој проект, сега општина Валандово има можност да искористи още 760.000 денари средства кои што се 100% грант, неповратни, кои што, како што спомна Григорија, ќе се искористат во овие населени места да се набават канти за отпадаци, што секако е за поздравување. Дали некој друг ќе сака да се јави за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог одлуката за давање на приоритет за користење на грант средства од вториот проект за подобрување на општинските услуги. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување приоритет на проектот изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Овде повторно ќе давам збор на Григорија да образложи. Повели Григорија. Благодарам. Поради тоа што трите точки се поврзани во однос на дневниот ред, би сакал доколку може заедно да дадам објаснување по однос на сите три. Значи, станува збор за реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, односно за реализација на две фази од проектот, т.е. изградба на резервоар за водоснабдување и изградба на каптажа на самиот извор, кој што е за водоснабдување. Општина Валандово од Министерството за транспорт и врски има добиено средство во висина од 3.756.000 денари за реализација на овој проект. Вкупната вредност на проектот, процената вредност, изнесува 4.467.354 денари, тоа е по проектански цени. Во однос на првата точка, Советот треба да даде приоритет, т.е. да се реализира проектот. Во однос на втората точка, се дава одлука за собствено учество во самиот проект, т.е. да се исплати разликата доколку се создаде после јавната набавка. Значи, висината на грантот изнесува 84% од проценетата вредност, значи некаде околу 16% треба да биде кофинансирање од буџетот на општина Валандово. А доколку третата изјава исто така е поврзана со самата проектна апликација, дека како општина имаме комунално предпријатие кое што е формирано и истото ќе може да стопанисува со самиот проект. Тоест, дека со реализацијата на овој проект исто после тоа Советот ќе го предаде на комуналното предпријатие и истот ќе може да стопанисува. Благодарам, доколку има некои прашања. Благодарам, Григорија. За збор се јави колешката Марија. Повели? За пауза? Добре, тајде ќе направиме 10 минути пауза, па потоа ќе... Почитувани граѓани, се враќаме по паузата. 9-та точка од дневниот ред, предлог одлука за утврдување приоритет на проектот изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Григорија Джилвиџиев даде образложение за проектот. Отварам расправа по 9-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за, нема против, нема воздржани,
е изгласена предлог одлуката за утврдување приоритет на проектот изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за собствено учество во реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласано предлог одлуката за собствено учество во реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Преминуваме на 11-та точка од дневниот ред. Изјава дека општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Колешката Тушевска, повели колешке. За поздравување е секоја одлука која што е иницијатива, која што нели доаѓа се со цел да се подобрат условите за функционирање на нашето населено место. Меѓутоа, се уште стојам на мојот став дека овде е наведено дека во самата изјава дека јавното предпријатие Комунален сервис Валандово ги покрива услугите кои што се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадните води и не е оттоварени со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање. Јас затоа барав би реков и на самата комисија дека е убаво е да бидат присутни дел од одговорните лица на секое предпријатие или државна до секој предпријатие со тоа што би можеле да ни одговорат на прашањата кои што сами ги поставуваме, бидејќи имаме сознание дека денеска е 29 ноември, а самото јавно предпријатие нема исплатено плата за месец октомври, од таму имаме како сомневање, бидејќи немаме дадено, значи немаме со што ние тоа би го покажале дека навистина тој нема долг, значи нема дадено листа за да видиме дали е должно или не е должно. Нормално дека секој предпријатие се има задолжување, меѓутоа би сакале да знаеме колку се тие. Многу убаво ни дава објаснување од општината дека самиот договор е за заем за проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води, дека со самите покачување на средствата на сите работи може би и нема да има потреба да се користи нели да мора општината да исплаќа, меѓутоа би сакале кога ќе дадеме оваа изјава, бидејќи сме ние нели сите заедно овде повикани во Советот на општина Валандово и ние нели ја даваме последното за ова, би сакала да барам да добиеме изјава за вистинитост на податоци од самото одговорно лице од јавното предпријатие Комунален сервис. Благодарам колешке. За реплика се јави градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам, председавач. Само на кратко, оваа изјава е пропратен дел од апликацијата за грант, не за заем, кој што општина Валандово треба да го доби за да финансира капитален проект, од кој што најголема полза ќе има нели населеното место Калково. Ова не е за тој проект, значи за водоводот во населено место Калково. Сега, со оваа изјава, само се потврдува дека јавното комунално предпријатие може сите тие работи кои ќе бидат побарани понатаму и доколку бидат побарани, нормално да ги изврши. Основач на јавното комунално предпријатие е Советот на општина Валандово. Било кој субјект може би во тековното работење да има обврски кои што му се нереализирани, неплатени, а достојани, но тоа не значи дека предпријатието не е солвентно или дека предпријатието ќе престане да функционира. Само може би во моментот предпријатието е помалку ликвидно, неликвидно или слично. Сега зборувам општо. Не само стрикно за нашето јавно комунално предпријатие, бидејќи и овој грант
ќе биде насочен токму во со цел за подобрување на услугите кои што ги нуди самото јавно комунално предпријатие. Така да со оваа изјава која што носи Советот на општина Воландово, бидејќи средствата се грант од Светска банка и тоа го бара Светска банка, само се потврдува тоа ние како основачи, Советот на општина Воландово и предпријатието да западне во било каква криза може да трансферира средства од буџетот на општина Воландово, тама работа ние да дозволиме предпријатието да не функционира. Така да ова е само пропратен документ кој што исто така сметам дека сите заедно треба да го поддржиме. Мене ми беше советнички стварно сега малку непријатно да го прочитав, нели тоа го повикавте дури изјавата и со кривична одговорност да биде поднесена. Мислам дека според календарот сега како течат седниците на Совет, јавното комунално предпријатие мора е задолжено пред Советот на општина Воландово да го даде својот извештај и за состојбата и за работењето. Значи вие кога и да побарате било кој представник од предпријатието мора да ги даде и деталните финансиски извештај и финансиска состојба, така да се надам дека на следните седмици ќе дискутираме и за тие аспекти. Уште еднаш повикувам сите советници да бидеме максимално коректни и конструктивни, да не забораваме, например, не е тоа многу одамна, јас кога бев советник во Советот на општина Воландово, од јавното комунално предпријатие не ни се даваше ниту еден извештај. Јавното комунално предпријатие малте голем, во најголема мера немаше ни јавни набавки. Така да се движиме сите заедно напред и конструктивно. Тоа би било најдобро. Со оваа изјава, значи, само се потврдува дека општината заедно со јавното комунално предпријатие и заедно со сите граѓани ќе се обиде да добие уште еден грант кој што е многу битен пред се за населеното место Калково. Тој проект кој што општината успеа изминатиот период да направи техничка и проектна документација, чини многу повеќе и ние како локална самоуправа и заедно пред се со поддршка од вас Советот на општина Воландово, дел по дел, фаза по фаза, се надеваме дека еве во овој мандат и ваш како советници ќе успееме да го решиме тој проблем, бидејќи станува збор за навистина капитален проект од огромна важност за тоа населено место. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, изјавата ја ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема, воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 6 воздржани, е изгласана изјавата дека општина Воландово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на проект изградба на водоснабдителен систем за село Калково, општина Воландово. Преминуваме на 12-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Воландово за 2021 година. Отварам расправа по предлог програмата. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, 1 воздржан, е изгласена предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Воландово за 2021 година. Преминуваме на 13-та точка од дневниот ред. Предлог решение за верификување на членови на локалниот младински совет на општина Воландово. Значи со ова решение се верификуваат членовите на локалниот младински совет на општина Воландово, избрани на локалното собрание на млади. Инаку овие членови собранието само се ги избира, а советот има обврска да ги верификува. Овие членови се Марија Илиевска, Гоги Тонгелов, Габриела Костевска, Бојан Николов и Драган Митев. Отварам расправа, дали некој бара збор?
Бидејќи никој не побара збор, 13-та точка е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 15 гласови за, едногласно е изгласано предлог решението за верификување на членови на локалниот младински совет на општина Валандово. Преминуваме на 14-та точка од дневниот ред. Предлог решение за именување на членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, представници на основачот општина Валандово. Ќе дадам збор на председателот на комисијата за мандатни прашања Надица Недик да ги каже предлозите кои се усвоени на комисијата. Повели Надица. Благодарам. Комисијата предлага за членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, представници на основачот општина Валандово да се именуваат Катерина Трајкова, Миријана Пеева, Елизавета Чилевска-Пандева, Тони Узунов и Александар Димов. Благодарам, колешке. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 14-та точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласано предлог решението за именување членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, представници на основачот општина Валандово. Преминуваме на последната 15-та точка од дневниот ред. Предлог решение за именување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Повторно давам збор на председателот на комисијата да ги каже предлозите. Повели Надица. Предлози на комисијата за членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавно предпријатие Комунален сервис Валандово се Драган Чочков, Мартин Катич, Александра Јанева, Јасминка Сечкова и Момчел Павлов. Благодарам, колешке. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 15-та точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласано предлог решението за именување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Со ова целосно исцрпен усвоениот дневен ред. Овде ја затварам 4-та седница на Советот на општина